Со Велики четврток почнуваат последните денови од Христовото страдање. Меѓу нашиот народ постојат повеќе обичаи поврзани со Великден и деновите што му претходат. Со обичаи и верувања особено исполнет Велики четврток. Главен обичај што се изведува на овој ден и со посебно внимание е вапцањето на великденски јајца. Со оваа вест ви го најавуваме денешното издание на Урбаните вести. Гледајте не! Денеска е Велики четврток, почнуваат големите великденски празнувања. Седма манифестација подарете книга за великденско јајце, символ на Христовото воскресение во организација на општина Илинден. Ке се намалува цената за легализација на балконите од зградите. Денешниот возен ред на ЈСП предизвика револт кај граѓаните. Денеска е Велики четврток, ден според кој по Велика среда завршуваат великојпостните богослуженија, а продолжуваат посебни богослужби со друг состав и со особено значење. Со бојадисувањето на првото црвено јајце пред изгрејсонце, кое го символизира новиот живот по Христовото воскреснување, православните верници започнуваат да го слават големиот христијански празник. Ивана Митковска. Православните христијани денеска го слават Велики четврток, со што ќе отпочнат и великденските празници. Уште пред изгрејсонце домакинките ги бојадисаа првите 3 великденски јајца, а црквата на овој ден споменува за светото миење на нозете, тајната вечера и предавањето на Синот Божји. Со вечерната богослужба на Велика среда завршуваат великојпостните богослуженија, а продолжуваат нови богослужби со друг состав и со особено значење. До Велика среда во богослужбените текстови има поттик за плач на луѓето заради својата грешност, а од Велики четврток започнува поинаков плач на верниците. Плач од гледката на ужасните страдања, мачења и распнување на Христа Спасителот. Денешниот празник е еден од базичните настани за црквата. Сега се наоѓаме во средината на страдалната седмица, седмица која е полна со важни настани за спасението на човекот. Во четвртокот од таа последна недела на Христовиот живот на земјата била востановена животоносната тајна на црквата, тајната на Евхаристијата. На Велики четврток се одбележуваат настаните што се случиле пред да тргне Спасителот на доброволните страданија. Во овој ден си спомнуваме за тајната вечера и се што се случувало тогаш. Подготовката, миењето нозе на апостолите, поуката за смирението и братолюбието, посочување на предавникот и излегувањето на Јуда од вечерата, востанувањето на светата Евхаристија, најава за Петровото одрекување, прошталната беседа на Христа со 11 апостоли, завршувањето на тајната вечера и излегувањето од Ерусалим кон Елеонската гора во Гесиманската градина. Рано наутро на Велики четврток, пред изгрејсонце, домакинките почнуваат со бојадисување на црвените јајца. Овој јадет не треба да се прави подоцна, бидејќи се верува дека јајцата може да се расипат. Домакинката пред да ги бојадиса јајцата треба да биде сита, бидејќи во спротивно цела година ќе биде несреќна и болна. Прво се бојадисуваат 3 јајца и тоа само во црвена боја, која ја символизира Христовата крв. Првото јајце е посветено на Господ, кое се чува покрај семејната икона во текот на целата година. Второто јајце е наменето за домакинот, а третото за перикетот во куќата. Откако домакинката ќе ги бојадиса јајцата. Обичај е додека спијат децата со првото великденско јајце, да им помине по лицата велејќи црвено, бело, дебело. Со овие зборови таа им посакува на своите деца секогаш да имаат полна трпеза, бидејќи јајцето символизира ситост и да бидат црвени, што символизира здравје и напредок. Општина Илинден традиционално 7 година поред ја организира манифестацијата "Подарете книга за великденско јајце", символ на Христовото воскресение. По повод големиот христијански празник Воскресение Христово Великден, а во знак на 2013 лето Господово, учениците украсија 2013 великденски јајца, а истите беа подарени на сите учесници во манифестацијата што денеска подарија книги. Општина Илинден традиционално 7 година поред ја организираше манифестацијата "Подарете книга за великденско јајце", символ на Христовото воскресение. Ова е единствена од ваков вид манифестација која што истовремено ги обединува образованието, културата, уметноста, традицијата и религијата, се одржа денеска во Домот на култура Илинден во населбата Илинден.
По повод големиот христијански празник Воскресение Христово Великден, а во знак на 2013 лето Господово, учениците имаа украсано 2013 великденски јајца, кои беа поделени на сите учесници во манифестацијата што денеска подарија книга. Се она што го правиме денес е во знак на престојниот празник Великден. Инаку целта ни е за секој посетител кој што ќе дојде и ќе подари книга, ќе добие и убаво украсено великденско јајце. Ова е 7-ма манифестација поред, има голем одзив, многу е убаво прифатена од граѓаните, од бизнис секторот, од останати организации, затоа што оваа година украсуваме 2013 великденски јајца. Во изминатите години, благодарејќи на оваа манифестација, собрани се над 18.000 книги, кои ги збогатија училишните библиотеки со нови содржини, што ќе ги надополнат знаењата на учениците од основните училишта на подрачјето на општина Илинден. Книгите собрани од оваа манифестација ќе бидат наменети за првата општинска библиотека која ќе биде сместена во Домот на култура, а се очекува да биде отворена во наредниот период. Поради празнување на великденските празници во текот на 4 мај сабота, од 20 часот до завршување на манифестацијата на редниот ден на недела, ќе биде забрането одвивање на сообраќајот на дел од булеварот Партизански одреди од крстосницата со улицата Франклин Рузвелт до крстосницата со булеварот ВМРО, како и дел од булеварот Свети Климент Охридски од крстосницата со булеварот Илинден до крстосницата со улицата Димитрија Чуповски. Автобусите на јавниот градски сообраќај што се движат по булеварот Партизански одреди кон Карпош ќе бидат пренасочени и ќе се движат по улиците Димитрија Чуповски, Митрополита Досије Гологанов и Франклин Рузвелт. Во обратна насока автобусите ќе бидат пренасочени и ќе се движат по улиците Франклин Рузвелт, Митрополита Досије Гологанов, Димитрија Чуповски и 11 октомври. При тоа вклучувајќи се на постојните траси на автобуските линии и користејќи ги постојните автобуски стојалишта. Со предложените измени и дополнување на законот за постапување со бесправно изградени објекти, ќе се намалува надоместокот за тераси на објекти со намена домување во стамбени згради, како и за тераси на згради кои се пренаменети во стамбен простор. Инаку, според податоците од последната контрола е утврдено дека во сите општини на Република Македонија и во Министерството за транспорт и врски се поднесени вкупно 354.169 барања за утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти, од кои се увалжени речиси вкупно 50.000 барања, а за останатите постапката е во тек. Андријана Димитриевска. Според новите изменувања и дополнување на законот за постапување со бесправно изградени објекти, ќе се намалува надоместокот за тераси на објекти со намена домување во стамбени згради, како и за тераси на згради кои се пренаменети во стамбен простор. Имено со овие предлог измени и дополнувања се предвидува за тераси на објекти со намена домување во стамбени згради и за тераси на згради кои се пренаменети во стамбен простор да се пресметува надоместок во висина од 61 денар по метар квадратен. Континуирано и секојдневно го мониторираме процесот на легализација на бесправно изградените објекти, со цел овој процес да се заврши што побрзо и секој едно барање на граѓаните кое логично гледаме да излеземе во пресред. Сакам да истакнам дека во моментот управниот инспектор врши повторен надзор над работата на општините и многу брзо, максимум 2 недели од денес, ќе излеземе со конкретни податоци за сите аномалии во процесот на легализација и за бројот на легализирани објекти кој во моментов изнесува некаде околу 50.000. Имајќи предвид дека и градот Скопје, согласно своите законски надлежности, е вклучен во постапката за урбанизација и инфраструктурно уредување на просторот на подрачјето на општините во градот Скопје, се предвидува да се изврши поделба на надоместокот за утврдување на правен статус, отворен од единиците на локалната самоуправа во градот Скопје, по истиот принцип на расподелба на надоместокот за утврдување на градежно земјиште. Затоа се предвидува дел од
приходот од надоместокот за утврдување на правен статус на бесправни изградени објекти на општините во градот Скопје, кој се пресметува и плаќа согласно законот, да се распределува во сооднос 60% за градот Скопје и 40% за општината во градот Скопје, на чие подрачје е изграден бесправниот објект, а градот Скопје има обврска да ги користи оние средства наменети за донесување на планска документација со која се врши вклопување на бесправните објекти и за инфраструктурно уредување на просторот за потребите на овие објекти, како и да достави извештај за користењето на средствата, а во спротивно се предвидува глоба за одговорното лице во градот Скопје. Последнава измена која што е во овој закон е на иницијатива на граѓаните на градот Скопје и на општините во Република Македонија, со оглед на тоа што имаме голем број на контакти со граѓаните и барањето на граѓаните кои што имаат балкони и тераси во колективните стамбени објекти и нивната легализација не беше возможна или беше многу скапа. Министерството за транспорт и врски, владата на Република Македонија ја прифати иницијативата на граѓаните преку општините и преку градот Скопје да може да се легализираат балконите, т.е. терасите на колективните стамбени згради за 1 евро. Измените и дополнувањата на Законот за постапување со бесправно изградени објекти се со цел уште поефикасна имплементација на истиот и излегување во пресрет на голем број граѓани во Република Македонија кои во минатото имале нелегално изградени тераси на становите или преадаптирани тераси во делови од соби. Досега беше предвидено истите да плаќаат надоместок во висина од надоместокот за комуналии во општината каде што се, а со усвојувањето на овие измени ќе треба да плаќаат само 1 евро од метар квадратен. Според податоците од последната контрола е утврдено дека во сите општини на Република Македонија и во Министерството за транспорт и врски се поднесени вкупно 354.169 барања за утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти, од кои се уважени речиси вкупно 50.000 барања, а за останатите постапката е во тек или пак е прекината заради недостасување на целосна документација и ќе продолжи откако истата ќе се комплетира. За оние предмети за кои е прекината постапката, ќе се даде конкретен рок до 18 месеци, односно до 18 јуни 2014 година, да се достават геодетските елаборати во сите предмети каде недостасуваат. Втората делница од реконструираниот и проширен булевар Борис Трајковски на потегот од крстосницата со булеварот Србија до влезот во поранешната фабрика стакларница во должина од 1126 метри доби нов изглед. Булеварот е со вкупна должина од 2,5 километри, со 4 коловозни ленти, тротоари и велосипедска патека, со ново осветлување и нова атмосферска канализација. Со проширувањето на овој дел булеварот доби 4 коловозни ленти широки по 3,5 метри. Коловозот е асфалтиран со полимеризиран асфалт бетон на површина од околу 16.000 метри квадратни, а уредени се и 2 семафорски крстосници. Проширувањето на делницата беше искористено за поставување атмосферска канализација во должина од 1126 метри со променлив профил. А реконструиран и мостот на Тусјанскиот канал со што доби 4 коловозни ленти со пешачка и велосипедска патека. За проширување и реконструкција на булеварот Борис Трајковски инвестирани се 4 милиони евра, пари обезбедени од Европската банка за обнова и развој и средства од буџетот на град Скопје. Првата делница од проширениот и реконструиран булевар Борис Трајковски, кој се градеше на потегот од рампа до крстосницата со улицата Народни херои во должина од 1380 метри, беше завршена во октомври минатата година. Возниот ред на автобусите на ЈСП Скопје денеска предизвикаа незадоволство кај голем број граѓани, кои во раните утрински часови и по половина час останаа да чекаат на автобуските постојки поради саботниот возен ред и тоа во работен ден. Елизабета Дамјановска. Јавното сообраќајно предпријатие Скопје денеска, иако е работен ден, возеше по саботен возен ред, односно автобусите беа двојно, а на некои линии и тројно поретки. Без претходна најава, раководството на ова јавно предпријатие, кое представува основен начин за превоз на многу скопјани, одлучи да ги редуцира автобусите, а тоа пак беше причина за доцнење на работа на многу граѓани. Нивната реакција стигна и до нашата редакција, кој во нас видоа единствен начин да
добијат одговор зошто денеска задоцниле на работните места. Ние пак секако одговорот го побаравме лично од директорот на ЈСП Скопје Мишо Николов. Автобусите возат со саботен возен ред, затоа што средношколците и основците не одат на училиште, изјави Николов. На нашето прашање што е со работниците кои го почитуваат законот според кој 2 мај е работен ден, Кусо додаде дека автобусите на ЈСП денеска не возат по обичен саботен возен ред, туку по засилен саботен возен ред и дека според негова проценка потребите на граѓаните ќе бидат задоволени. Сепак, Радица Милошевска, жител на Скопско Волково, изреволтирано тврдеше дека автобусот кој го чекала половина час немал капацитет да ги прими сите патници од автобуските постојки на релацијата на 22 и патниците кои користат линијата на 22А биле приморани да се возат со 22, бидејќи автобусот кој во работни денови тргнува во 7 часот од почетната автобуска станица воопшто не дошол, а тоа според зборовите на нашата гледачка било доволна причина двојно да се надмине капацитетот на автобусот, но и задржувањето на автобуските постојки да биде подолго од вообичаено. Еве што ќе гледате во останатиот дел на урбаните вести. Спорт. Германско финале помеѓу Борусија Дортмунд и Бајерн Минхен, Лигата на шампионите. Актуел Мараја Кери и Ник Кенон по 5 пат ги обновија брачните завети. Германско финале помеѓу Борусија Дортмунд и Бајерн Минхен ќе гледаме во Лигата на шампионите на 25 мај на Вембли стадионот во Лондон. Веднаш по рекламите следуваат спортските вести.